Почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно издание на отвореното студио на телеканал А1. И во ова издание ќе зборуваме за можностите кои ги нудат средните училишта на југоистокот за идните средношколци. Овој пат средното општинско училиште Јане Сандански од Струмица. Во продолжение да го погледнеме разговорот со директорката Вања Изова Велева. Кажете ли нешто повеќе за вашето училиште? Кои се целите, задачите и активностите на училиштето? Секогаш било и ќе биде, целите се навистина високо поставени и стремиме за нивно реализирање. Тоа значи дека мораме да го продолжиме тој континуитет кој што го имаме оставено како аманет од генерациите кои веќе изминале. Тоа подразбира едноставно учество на надпревари и позитивни резултати од истите, за кои сметам дека навистина можеме да се пофалиме од проста причина што секоја година тековно се закитуваме со најмалку 30 на државни награди и тоа котираме од прво до трето место. Тоа за нас, посебно за наставниците, ментори и за учениците е голема сатисфакција, а сето тоа за самите ученици и навистина голема одскочна даска во светот на високото образование. Колку е бројот на ученици и какво образование всушност нуди вашето училиште? Во моментот броиме околу 1200 ученика, тоа значи дека нашето училиште се уште стои на оние постулати кои што е поставено, вклучувајќи го гимназиското образование и вклучувајќи го економски техничар и економско правен и трговски техничар. Тоа значи дека од економската струка имаме 3 паралелки и една која што е релативно нова, веќе трета година подред, се јавува, тоа е банкарскиот техничар. Така, еве да подборуваме посебно, подетално за секој од овие насоки, што нудат тие за учениците? Вака гимназиското образование е широк спектар на можности да може ученикот од после своето едуцирање во рамките на средното училиште да го пронајде својот вистински порив надвор од средношколскиот живот и да започне со високо образование. Концепирано е во неколку подрачја, почнувајќи од природно-математичко со А и Б категорија, комбинација потоа општествено-хуманистичко и јазичен смер. Сите тие се со А и Б комбинации. Оваа година започнуваме со една новина. Тоа значи дека учениците нема да ги бираат овие подрачја во трета година, како што беше досега, години наназад. Истото ќе го прават при уписот сега во прва година. Малку има паника и недоразбирање меѓу родителите и учениците кои претендираат да бидат наши ученици, но сметам дека сето тоа ќе се избалансира со текот на времето, нема потреба значи од стравување. Факт е дека учениците се уште не се свесни кој порив ќе ги води понатаму во животот, за да знаат однапред да се определат, посебно на таа возраст, но тоа не подразбира дека еднаш одбраниот смер останува таков за до крај од нивното средношколско образување. Тоа значи доколку ученикот констатира, например, дека првично се запишал во природно-математичка и во истиот не се пронаоѓа, тоа подразбира дека може да трансферира во други од подрачјата кои што ги имаме, со некои мали дополагање на разлики во испити, што значи сето тоа ни се случува во рамките на училиштето, под директен надзор на тимот од колеги, што воопшто не би требало да ги плаши родителите, но сепак треба да имат во предвид дека гимназиското образование е образование кое отвора широм врати на сите факултети во Македонија, па и надвор од државата. Сведоци сме на многу студенти, наши бивши ученици, кои се почесто заминуваат на студирање во странство, каде што котираат со многу добри резултати, па дури истите се и задржувани да работат на конкретните факултети каде што студирале. Подразбира и тоа дека, еве, таа фама да ја растуриме дека од гимназија не може да се оди на медицинските факултети, што е навистина актуелно меѓу младите. Тоа не е точно, значи, напротив, нашите ученици кога станале студенти на медицинскиот факултет, секогаш се враќале со високи оценки. Тоа значи дека подеднакво сме актуелни како гимназија и во стоматолошките, и во медицинските, и во архитектура, и во градежен, каде и да посака ученикот отпосле може да го продолжи своето образование.
Исто е со економскиот смер. Овде веќе нели имаме стручно образование, ученикот ја бира својата опција дали останува исклучиво со тоа средно образование или продолжува понатаму. Исто така му се отворени многу врати. Единствено што можам да забележам дека од економски е потежок трансферот на оние медицински факултети, најверојатно заради изостанување на биологијата и хемијата во наставниот план и програма, но како и да е, имат широк спектар на избор на факултети. Кога одиме сега на промоција на училиштето ни за основните, се задржуваме токму на тие моменти, истовремено промовирајќи ја и новината која што ни се наметна еве оваа година, но удараме акценти на фактот дека од гимназиско образование, од економско образование, на што се може ученикот после да се запише на студии. Добиваат ли учениците доволно практична настава на сите овие настави кои се изучуваат? Вака практичната настава во рамките на економскиот техничар и на банкарскиот се застапени до толку колку што ние како училиште се обидуваме тоа да го направиме. Во програмата имат еден вид практична настава која што се случува во време трајање од 45 минути. Тоа сосема не е доволно, имајќи во предвид дека ученикот во рок од тие минути треба да отиде до некоја фирма, губењето на времето што го минуваат во пат и така натаму, па некако направивме интерни договори со одредени провайдери, да ги наречам, или веќе готови фирми. Колегите економисти однапред договараат, значи, термини, децата одат на практично видување на она што се случува во реалниот живот, а за банкарите создадовме една многу убава можност, имајќи во предвид дека си направивме собствена банка во рамките на училиштето, со директна помош на сите експозитури овде од банки во Струмица. Тоа веќе ни се случи пред 2 години, со донации од експозитурите на банките од Струмица, посебно на Прокредит банка, ние направивме една реална банка долу и сега не мора нашите ученици да одат во банка за да ја почувствуваат атмосферата како и што тоа функционира во животот, туку банката доаѓа кај нас. Тоест банкарите доаѓаат, им држат часови и сметам дека тоа е навистина неопходно за да отпосле ние веќе имаме готов производ да му понудиме на општеството. Веќе опипљиво да знаат како се работи зад шалтер, кој кодекс треба да го употребуваат, како да ги пополнуваат сите тие меници, уплатници и што ли не. Тоа се значи практично ни се случува овде. Колку е вие сметате дека е важна практичната настава за тие да го приманат теоретското знаење и колку всушност им помага на учениците практичната настава? Па навистина е неопходно, но сметам дека тоа треба да биде на генерално ниво. Ние не може како училиште да изнаоѓаме некои состојби и да ги балансираме за да можеме да го постигнеме тој ефект. Кога тоа би било едноставно пропишано во наставниот план и програма, и кога би било задолжение, и кога би биле дадени конкретни насоки, што се може и треба да се очекува од самиот ученик откако ги помине сите тие обуки, како треба да биде мислата на оној кој што не прима во својата фирма. Зашто, верувајте, има отпори од страна на фирмите за да соработуваат со училиштата. Каде заради немањето време, таму и заради едноставно немотивираноста, мора да се изнајде една линија која што ќе ги поврзува директно училиштата и фирмите провайдери на можноста учениците да ја почувствуваат таа практична настава. Еве не само за извршувањето на практичната настава, колку училиштето располага со соодветни услови општо за извршување на наставата? Па мислам дека сме добро подготвени, имајќи во предвид дека располагаме со кабинетска настава, која што е навистина нешто со што може да се пофалиме, имајќи во предвид дека секој предмет има свој кабинет, тоа подразбира дека целата нагледност за конкретниот предмет се наоѓа лоцирана токму на едно место, што значи учениците кога транзитираат низ кабинетите зависно од часовите што ги имаат тековно, тоа подразбира дека влегува во свет на одреден предмет и сите тие перцепции што се околу него тој директно ги восприема, а тоа е од голема важност. Оти сметам, видливото е секојаш полесно запамтливо за разлика од она што е теоретски пропишено. Мислам дека
како тим, како училиште направивме навистински обид и постигнавме да се усовршиме во таа страна, бидејќи истовремено додека ги имаме кабинетите, кај нас има и училници кои што се исклучиво за таа класична настава, значи ги имаме во два дела поделено. Како што е училишната зграда на два дела, така и овој процес ни се случува низ два дела, имајќи во предвид дека едниот е токму тој со кабинетската настава, другиот е со таа чиста класика од училници. Се зголемува ли интересот на учениците и бројот на сите оние кои сакаат да учат овде од година во година, како е случајот? За жал, тоа е тенденција на опаѓање, но не е само случај овде во Јане Сандански, тоа е порив низ цела Македонија. Тоа ни се случи најмногу. Минатата учебна година со учениците кои што веќе завршуваат прва година. Според она што го имаме како информација во дослуг со општина Струмица, оваа генерација дојдовна сега што треба да ни бидат ученици е поголема за разлика од ова веќе што ја имаме и сметам дека ќе избалансираме некоја бројка. Тенденцијата на иселување не замрува, напротив, навистина е огромна. Ни се случува во текот на годината да имаме испишено до 20 до 25 ученика, што не е бројка за потврлување. Тоа подразбира дека едноставно некои класови се преполуваат и се намалува тој број на ученици кои што отпрво биле запишани. Како се случува еве со останатите градови од југоистокот? Дали доаѓаат да учат овде и дали нивниот број се зголемува од година во година? Па најмногу ученици ни доаѓаат од Радовиш. Има некоја средишна тенденција, нема некои успони и падови, држиме некој баланс. Затоа што гимназија има и во Радовиш, па тоа подразбира дека учениците кои што решили да бидат наши ученици во гимназија треба да го плаќаат својот превоз, а додека тоа не е случај со економските училишта, бидејќи во Радовиш нема економско училиште, за нив превозот е значи покриен. Имавме некои ученици по еден-двајца од Валандовските села, па дури една година и од Дојран, но сепак таа релација е премногу, да не речам долга, за да може ученикот да си дозволи секој ден така транзитирање по улиците, по патиштата. Тоа значи дека ќе има поголем трошок да откупува стан и да преспива во градот за да може да биде редовен ученик. Така што мислам дека повеќе се држиме на овој регион, Струмичкиот. За која насока има најголем интерес и дали еве сметате дека учениците кои ќе завршат општа гимназија имаат подобри можности во иднина од оние кои ќе завршат стручни насоки или пак е обратна ситуацијата? Вака не може да се стави некоја резка граница меѓу она што е најдобро во превод од она сега што го зборуваме, бидејќи секој оди спрема она што е личен порив или афинитет. Ако јас за себе сметам дека економската сфера за мене е идеалното поле во кое можем да се реализирам, тоа подразбира дека за мене економскиот смер е единствениот најдобар. И обично таму се запишуваат ученици кои што едноставно како да им е вродена таа струка или се препознаваат во истата. За гимназиската струка можем да речем дека ова сега ќе биде нов миг за нас и не можем да предпоставам кој смер, тоест кое подрачје ќе биде поинтересно за учениците, бидејќи тековно тоа ни се случуваше во трета година, кога веќе се одомакинати учениците кај нас, прва и втора биле во општа гимназија, сега во трета се едноставно бират смеровите спрема пак, ќе кажам, поривите кои што ги носат во себе, зависно од тоа за што се определиле понатаму. Претендираат на природно математичко тоа подразбира дека ево оваа година имат и 5 математики веќе за изучување, тоа подразбира дека треба во таа сфера да се повеќе вложени. Има интерес голем и за јазичните смерови, имајќи во предвид дека се изучуваат 4 јазика, што е навистина големо богатство во денешно време да се знае. Не можем да кажем дека општествените се исклучени, бидејќи има ученици кои што навистина покажуваат голем интерес. Па ни се случува некоја година да имаме 2 паралелки од општествените, 2 од природно-математички, 3 од јазично и обратно. Значи калкулираат бројките, зависно од генерацијските расположенија како одат тековно. Кажете ли нешто повеќе и за стручниот кадар?
Стручниот кадар е стручен во вистинската смисла на зборот, имајќи во предвид заради соодветноста за кои се тука. Морам да ги пофалам заради упорноста и страјноста и едноставно желбата да го износат Јане Сандански на плеќе онака како што тоа го правеле колегите кои што веќе се во пензија или не се меѓу нас. Не стивнува таа еуфорија Јане Сандански да биде секогаш репер за квалитет, за која јас навистина им благодарам. Тоа е навистина нивна мисија која успешно ја вршат. И сметам дека покрај тоа што се професионалци во своето работење, се и вистински пријатели кои што знаат, умеат да допрат до мислата на ученикот, да се изнајдат некои решенија доколку има проблеми, а тоа е многу важно за нашата професија. Пред се да се биде човек, да се биде пријател, а отпосле и наставник. Во какви се активности учествуваат вашите ученици во училиштето, или да речеме внатре во училиштето, работите ли на некакви проекти? Често знам да кажам, повеќе не знам кој каде е. Значи, милион проекти, премногу проекти, каде потекнати од наша страна, каде од општината, каде надвор од Македонија, значи не има насекаде. Активни на секое поле, па дури ни се случува буквално во 5 за 12 да бидеме повикани на некој настана, ние веќе да мораме да бидеме подготвени, бидејќи едноставно не можат да сватат дека не може Јане Сандански да се појави некаде и тоа мораме да го правиме инцидентно. Не има насекаде, навистина, еве, посебна гордост ми е тоа што почнавме да излегуваме од рамките на Македонија и да ја промовираме како Струмица, така и Македонија надвор од сопствените граници. Тоа подразбира дека, еве, економистите, например, се единствени од Македонија кои што учествуваат на економијата. Се закитивме досега со една прва, со една трета и една четврта награда. Зборувам, значи, бившите ју простори се надпреваруваат на овој надпревар економијада, ние сме единствени од Македонија. Зборувам за сите проекти кои што ни се случуваат, збратимување со Турција, со Словенија, со Полска, со Италија, и сето тоа, тие позитивни вибрации кои се праќаат надвор, се голема мотивација за привлекување на ученици кои што го завршуваат своето образование овде во нашето училиште. Сите имаат можност да го покажат она што сакат другите да го видат. Соработувате ли вие со другите училишта од земјава? Дали работите на заеднички проекти, разменуваат ли искуства вашите ученици? Па вака имаше еден проект меѓуетничка, и се уште постои, меѓуетничка, ама, знаете, овој проект некако не обврзуваше да координираме со основни училишта, бидејќи на нашето подрачје не можеше да се препознае таков квантум на обврски кои што тие го бараа од нас. Соработуваме со училишта од Скопје во рамките на овој проект меѓуетничка интеграција во образованието. Со Зефјош Марко, значи, соработуваме. Интерно овде трите училишта, па вклучувајќи и Јахја Кемал, имаме соработка. Значи, не можем да кажем дека оставени сме сами на себе и дека треба да го тераме својот пат. Вие на почетокот спомнавте дека вашите ученици постојано учествуваат на надпревари, се враќаат со вредни високи освоени награди, па еве кажете ни што ви издвоиле како нешто што е позначаен успех досега за вашите ученици, нели за нив индивидуално, но и за вас како училиште. Значи, тоа е, знаете како, кога на некој пејач ќе го прашате која песна ви е најомилена. Значи, јас апсолутно не смеам да фаворизирам награди, иако, еве, ќе бидам нескромна, ако не спомнам, имајќи во пред дека сум македонист по вокација, посебно ми годи првото место на надпреварот по македонски јазик. Тоа посебно ми годи, од проста причина што ретко се освојува тој трофеј, и сметам дека тоа беше голем успех на колешката Јулијана Ковачевска и на ученикот. Ама има толку голем број на награди што ќе ги налутам колегите ако фатам да издвојувам едно по едно. Еве сега ни се случува први места хемија, ни се случува граѓанско образование пред 2-3 дена што се вика.
ги има многу. И не би сакала еве вака да издвојувам. Иако и лицето на Димитар Байрактаров е како заштитен знак на училиштето кој што ги проби сите рекорди во надпревари, почнувајќи од локално, на регионално, на општинско, на државно, на меѓународно, значи сите скалила ги има изодено во таа насока. Сепак вие сте говади. Сум, навистина сум и навистина им благодарам и на учениците и на наставниците за нивниот ангажман. Како еве ги мотивирате вие вашите ученици да бидат толку успешни, да освојуваат толку вредни награди? Што е она што го правите за повеќе да ги мотивирате да бидат успешни, да го представуваат не само училиштето, туку и тие самите? Па не можам да си ја препишам таа улога на себе. Сметам дека тоа директно влијание го имаат наставниците кои што се околу учениците. Моја е само поддршката за реализација на желбата. Значи, досега никого не сум вратила во смисла на тоа, ако сака некаде да учествува, да го оспорам во тоа. Значи, ги поддржувам максимално. Тоа е единственото што можам да го направам. И се радувам на нивниот успех подеднако како што тие се радуваат. Ама сметам дека главни двигатели на целата таа приказна се менторот и ученикот. За крај ви еден апел до сите идни средношколци, зошто да се запишат овде, нели не само на стручните насоки, еве зошто и на општа гимназија? Затоа што нема да сгрешат, ќе го направат вистинскиот избор, затоа што животот не секогаш знае однапред да ја покаже патеката што треба да се изоди, треба на животот да му се даде шанса. А шансите се наоѓаат во Јане Сандански. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Се гледаме повторно во наредното издание со нови теми и содржини. Останете со програмата на телеканал А1. Пријатно!